Македонските географски простори секако предодредени за производство на високо квалитетен мед. Густите и разновидни шуми, живописните долини, питомите ливади, родните полиња, чистите води и воздух, бујната медоносна флора, благопријатната клима и еколошки чистата животна околина се основните претпоставки за вака високото реноме што го ужива нашиот мед во земјата и пошироко. За високите хранливи и лековити својства на овој сладок продукт се знаело уште многу одамна. Него човекот долго време го земал од природата, од дивите пчели, а подоцна со развојот на општеството станува профитабилна стопанска гранка која и денес е актуелна во секојдневното живење на повеќе луѓе. И науката се повеќе покажува интерес за медот, односно пчеларството и воопшто животот на пчелите, чиј свет од поодамна се следи со внимание на љубопитните проучувачи. Посебно нивното семејство, во кое владее апсолутна хармонија, ред и поредок. Во пчелината кошница сите членови се еднакви и секој има конкретни обврски. Само придонесот
на поединецот во ваквата средина дозволува одредена хиерархија, на чиј врв се наоѓа матицата, а некаде на дното трутовите. Восхитува тука големата работна дисциплина, чистотата, совршената поделба на трудот, заедничката стратегија и невидената храброст кога треба да се одбрани живеалиштето и она што се наоѓа во него од многобројните непријатели. Овде има многу работа за кои науката не дала целосен одговор. Речиси совршеното извршување на задачите поврзани со мајчинството, градителската умешност, ориентацијата во просторот, меѓусебната комуникација, помнењето на боите, разликувањето на мирисот на цветовите и останатите работи и дава право на пчелата да го носи епитетот најинтелигентно животно. Особено внимание предизвикува пчелината работливост. Педантните статистичари ги забележале за неа и овие податоци. 1 грам нектар ништо не представува за пазарната логика на купувачот. Меѓутоа, за да го собере пчелата тоа количество, треба да слета на околу 125 цветни пупки од црвена детелина, а секоја незина пупка има над 50 мали цветчиња од кои треба да се собере нектарот. Ако сето тоа се помножи, ќе се дојде до една неверојатна бројка од 6,5 до 7.000 посети за да го понесе во кошницата тој толку голем грам мед. Или за да се произведе 1 килограм мед, пчелите во кошницата треба да донесат од 120 до 150.000 пчелини товари нектар, треба да се застане на повеќе од 10 милиони цветови. За оваа пак работа, педантниот математичар пресметал дека пчелите треба да поминат скоро 400.000 километри. Своје место во производството на медот има и човекот. Ако изборот на изворите за нектар го вршат директните производители пчелите, пчеларот е тој кој им помага речиси во текот на целата година како полесно да соберат повеќе мед. Пчеларењето, освен што представува голема љубов кон природата, кон пчелите како едни од најинтересните мали живи суштества, тоа се повеќе станува и профитабилна стопанска гранка. Оттаму и овде науката, стручноста и знаењето се основни претпоставки за што поголема продукција на високо квалитетен мед. Во пчеларникот и надвор од него, за пчеларот постојат многу конкретни задачи. Навистина пчелите се тие кои работат, но неговата задача е да им овозможи да соберат доволно мед за себе и за него. На таков начин, дадената помош што е во функција за зголеменото производство, ќе ги задоволи сите директни или индиректни учесници кои очекуваат повеќе мед. Пчелите, пчеларот и консументите. Со ова не се исполните сите обврски, зашто не е доволно само да се произведе мед, туку и каков квалитет има тој. Се знае дека вистински мед е само оној на кој што пред вадењето од саќето ништо не му е додадено или одземено. Само тој представува чист природен мед. Строгите стандарди за овој пчелин продукт велат дека името мед може да го носи само она што е производ на пчелите. Оваа густа, блага, сирупеста или кристалеста материја има специфичен мирис и вкус со бледо жолта или темно кафејава боја. Се што е пчела не значи дека произведува мед. Таквиот епитет го носат само медоносните пчели, кои ги има во повеќе видови. Кај нас во Македонија најпознати вакви пчели се Apis mellifera L и Apis dorsata fabricius. Треба да се напомене дека медот потекнува од нектарот што го собираат пчелите од цветовите и другите билни сладки сокови. Тие, нектарот, го преработуваат во мед и го внесуваат во саќето. Нектарот за медликата пчелите го наоѓаат најмногу во цветовите на багремот, липата, костенот, врбата, брестот, леската, дренот и останатите цветови, а медликата во соковите на овие и другите растенија. Покрај овие, пчелите ги користат и иглолистните дрва, борот и елата. Како порачани за паша се и големиот број на цветови на тревните и индустриските растенија, што ги има во изобилие во планините, планинските и рамничарските ливади, речните долини, чаирите и полјаните, меѓите и нивите, детелина, нане, мајчина душичка, луцерка, сончоглед, маслодена репка, разновидни барски и други цветови. Кон оваа изобилна медоносна флора
треба да се спомнат и цветовите на овошните дрвја, јаболкницата, крушата, сливата, црешата, праската, кајсијата. Постојат повеќе поделби на медот. Според потеклото и неговиот состав, има 3 основни групи на мед. Цветен, добиен од цветовите на багремот, липата, детелината и слично. Четинарски, добиен со лачење на некои сокови од борот, смреката, елата. И медлика, собран како лачевина што се појавува кај некои дрва. Сите овие сорти на медови имаат своји специфични карактеристики. Така багремовиот мед има прозирна зеленикава или жолтеникава боја, во зависност од времето кога е собиран и местото во кое е растел багремот. Има многу пријатен мирис и вкус. Содржи малку минерали. Багремовите стебла ги има скоро во сите делови од нашата земја. Тие се богат извор на багремовиот висококвалитетен мед, познат и баран и на странските пазари. Многу негови љубители, покрај другите добри карактеристики, го сакаат поради тоа што ретко кристализира, бидејќи содржи поголем процент фруктоза отколку гликоза. Меѓу медовите познат е уште еден производ на пчелите – медлика. Таа потекнува од сладките течности кои ги лачат растенијата и некои организми кои живеат на нив, а се појавуваат во одредени периоди од годината на листовите на разни листопадни зимзелени дрвја – даб, врба, костен, бор, елка и смрека. Обично ја има кога есента е топла и сува, зимата умерено топла, а пролетта рано настапува. Медликата по боја е темно-црвеникава или костенлива, со специфичен пријатен мирис и вкус. Овој посебен вид мед е богат со минерали и не кристализира бргу. Многу е ценет на домашниот и странскиот пазар. Сончогледовиот мед исто така е баран во прометот и трговијата. Кај нас најмногу го има во рамничарските краеви, Пелагонија, Овчеполе, по Вардарјето и во другите полиња каде се одгледува сончогледот како индустријска култура. Има светло-жолта боја и релативно брзо кристализира. Поради богатите сончогледови цветови се добиваат високи приноси. Привлечен е за потрошувачите не само со убавата боја, туку со аромата и вкусот и со достапната цена на пазарот. Од покарактеристичните наши медови, овде би го истакнали костеновиот мед. Препознат лив е по темно-црвеникавата боја, необичната арома и пријатниот вкус во кој се чувствува една незначителна, но привлечна горчливост, која ја сакаат многу љубители на медот. Го има во пределите каде расте костенот, Порече, деловите на Полог и други планински места. Познат е и по тоа што содржи многу минерали и полен. Има многу потрошувачи кои го предпочитаат шумскиот мед. Неговиот разновиден вкус и мирис зависи од видот на пашата, односно грмушките и цветовите. Ако содржи медлика, по боја може да биде темен. Го има во Мариово, под Пелистерието и останатите шумски предели во земјата. На нашите пазари се барани и медовите од детелина и другите ливадски треви, познати под името висока ливада и ниска ливада. Високата ливада е коктел од многубројни и разновидни цветови на лековити билки што ги има во изобилство во планинските ливади, додека во ниската ливада доминира созраниот нектар од повеќе видови детелини. Многу потрошувачи ги привлекува неговиот опоен мирис. И двата меда се вкусни и имаат разновидни бои, од светло-жолти до црвени нијанси кои им даваат привлечен изглед. Овде не завршува списокот на познатите видови македонски медови. Нив ги има многу повеќе. Што се однесува за високите хранливи вредности на медот, може да се каже дека никогаш човекот не ги ставил под сомнение, иако за овие потреби се користел од памтивек. Тој е еден од ретките хранливи материи која луѓето ја користеле за овие, но и за уште многу потреби. Посебно останал незаменлив во современата нутриција и медицина. Во библиските текстови и другите стари записи има повеќе искажувања за медот.
Така во Библијата на едно место се зборува за пребогатата земја Ханајана, во која течело мед и млеко, а во Давидовите псалми се велича скапоценноста на медот. Постојат и материјални траги, цртежи, апликации и предмети од пред повеќе десетини илјади години во кои се кажува за значењето на пчелите и медот. Во еден древноегипетски календар од пред 3.500 години пред нашата ера на папирус се зачувани рецепти по кои што се лечеле одредени болести. Старите цивилизации на Египет, Месопотамија, Индија, Кина, античките народи доста знаеле за корисноста на медот. Најдобро зачувано сведоштво се мумиите на египетските фараони кои биле балсамирани со материи што содржеле мед. Нешто слично било направено со телото на Александар Македонски, кој бил пренесен од Азија во Македонија во ковчег излепен со мед и восок. Таткото на медицината Хипократ доживеал длабока старост токму поради тоа што се хранел со мед. Широка примена наоѓа медот во козметиката. Од него се прават разни кремови, маски, лосиони, шампони и многу други козметички препарати. За оваа цел се користел кај повеќе цивилизирани народи. Меѓу другите сведоштва е она за најпрочените жени на Римското царство, Попеја, сопругата на Нерон, и Клеопатра, големата љубов на Цезар, кои својата убавина ја стекнале благодарение на употребата на медот. Медот е корисен во организмот бидејќи содржи многу биоактивни материи кои помагаат да се совладаат евентуалните пречки во неговото функционирање. Врз основа на многубројни научни испитувања се дошло до сознание дека медот содржи во себе 18% вода, 34% инвертен шеќер во вид на гликоза, 41% фруктоза, 2% сахароза, 1,5% белтоци, 0,7% разни минерални елементи во форма на пепел, потоа некои органски киселини, пигменти, декстрини, колоидни материи, ферменти, хормони, витамини. Како мултиматеријална материја, медот покрај 30-тината шеќерни состојки може да содржи над 180 вакви секундарни супстанции кои не дозволуваат нивото на шеќерот во крвта да расте премногу брзо. Со многу анализи е потврдено дека медот, кој што има потемна боја, содржи повеќе минерални материи, посебно железо, бакар, манган. Сигнификантни се доказите за влијанието на железото и бакарот од медот на количеството на хемоглобинот во крвта на човекот. Експлицитно е потврдено дека децата испитаници кои во храната редовно добивале мед, во однос на контролната група на други деца кои се хранеле со иста храна, но во неа немало мед, во просек имале зголемено количество на хемоглобин во нивната крв за 8,5%. Со ова се докажало дека медот помага во лекувањето на анемијата, настаната како последица од слаба исхрана. Бидејќи има особина преку желудникот бргу да се впива во лимфниот систем, а преку тоа и во крвта и ткивото на човечкото тело, неговите високи хранливи лековити вредности без долго задоцнување ја стимулираат работата на срцето, го поттикнуваат растењето кај децата и им помагаат на сите оние кои се изложени на поголеми физички и интелектуални напори, вклучувајќи го и брзото закрепнување на болните, изнемоштените и другите реконвалесценти. Некои популации имаат посебна потреба од мед. Така покрај малите деца кои треба во нивното младо тело да внесуваат многу од спомнатите органски и други материи, што ги поседува медот и другите пчелини производи, доста го користат и спортистите за совладување на големите физички напори на кои се изложени за време на надпреварите. Присутната гликоза преминува во лимфниот систем, а потоа преку бројните физиолошки и други органски процеси ги стимулира мускулите на дополнителни напрегања. Со пчеларство се занимавам уш од мали години. Првите пчелини беа даени од татко ми. Како поклон, 30 сандуци и со ними почнав. Покрај медот производваме млеч, прополис, восок.
Јас сум овој што ме гледаш. 82 годишен човек. Уште и бркам сите работи. Најпоќе осеќам да ми користи тоа на парата кога работам кај пчелите. Изнемоштен ако одам уморен, здрав ќе си дојдам отаму. Исто така, геријатријата во медот нашла вистински природен поттикнувач кој го забавува старењето на клетките во телото, ја враќа физичката сила и им помага на виталните органи да функционираат подолго. Утврдено е дека оние возрастни луѓе кои користеле во својата храна пчелини производи имаат подобрена циркулација на крвта и нормално функционирање на централниот нервен систем. Се препорачува дневно возрастните да користат од 60 до 150 грама мед. За децата, оваа количина треба да се преполови. Стручњаците бараат тоа да се прави 1,5 до 2 часа пред јадење или 3 часа после тоа. Нутриционистите велат дека медот е добро да се пие заедно со чај или млеко. Според сознанијата на современата медицина, медот позитивно влијае на заболеното срце, бидејќи гликозата служи како основна храна на срцевите мускули. Се смета дека активната материја ацетилхолин ги проширува крвните садови. Присуството на малите, но многу значени количини во медот на железо, бакар и манган, а посебно на кобалт, кој влегува во составот на молекулот на витаминот B12, овозможува овие елементи да учествуваат во создавањето на еритроцитите, црвените крвни зрнца. Како помошно средство, медот се користи и при лечење на органите за варење, бубрежните заболувања, црниот дроб, крвните садови, дишните органи, цревните заболувања, гастритисот и друго. Поволно делува на нервниот систем, а го уништува или спречува развојот на некои видови штетни бактерии. Се употребува и против други болести од ваков или сличен вид. Делотворно влијае и како лек за надворешна употреба на кожни болести, непријатни дразби, јадежи. Потоа служи за плакнење на грлото, лечење на изгоретини, ревматични болести. Поленот, односно цветниот прав, е незаменлив биолошки фактор за опстанок на пчелите. Го собираат пчелите собирачки од цветовите на разни билки, а го користат пчелите хранителки за добивање млеч и за правување кашиста материја со која ги хранат ларвите, матицата и младите трутови. Богат е со разни хранливи и биолошки активни материи кои брзо ги апсорбира организмот. Овој силен биостимулатор ја обновува животната енергија, го регулира метаболизмот, позитивно делува во лечењето на заболувањата на крвотокот, го јакне организмот, влијае на подобрување на видот, апетитот, лечење на простата, чиреви, бубрези, нервниот систем. Матичниот млеч е уште едно речиси универзално лековито средство што го произведуваат младите пчели. Со него тие ги хранат матичните ларви. Уште во античко време Аристотел се интересирал зошто пчелите работнички живеат многу пократко од матицата, која поседува восхитувачка биолошка продукција. Таа само за еден ден може да снесе повеќе од 2000 јајца. Споредено со другиот жив свет, тоа е неверојатна голема физичка способност. Научниците одговорот го нашле токму во млечот, со кој додека трае репродукцијата, пчелите ја хранат матицата. Матичниот млеч со право може да го носи името суперхрана. Тој е неповторлив биостимулатор. Се користи во природна состојба и лиофилизиран и сушен. Се применува при ослабен организам, слаб апетит, малокрвност, психичка депресија, артритис, како и против многу други болести. Кај пчеларите и во нашите аптеки може да се најде уште еден врвен пчелин производ, а тоа е прополисот. Оваа растителна смолеста материја, која се лачи од пупките и кората на некои растенија, ја собираат пчелите и од неа прават високо квалитетен природен антибиотик. Со прополисот пчелите ја мачкаат внатрешноста на кошницата, ги затвораат појавените пукнатини и го стеснуваат својот влезен отвор, особено во есен.
Со него се врши мумифицирање на секој штетник што ќе се најде во кошницата, со што се спречува развојот на штетните бактерии. Самата пчела, се што паѓат нечистоти и која пчела стара изумрела, чистат, имат ѓубре, свето то излега го чистат надвор. Секогаш пчелата сака да му биде све чисто и сака да му бидите чисти алишта да облекуваш. Затоа е препорачено да се работи со бели капи, со бела капа, со бел комбилизон, мантил, панталони и чисти. Сега е зимно време, со пчелите не може да се работи, не седа во мирување, а февруар месец почнуваме со погачи кои не треба многу отворање, после 15 некаде февруар. Сега се кладени овие камења за ветер да не дува, да не ги крева капаците, затворени се отворите, намалени за излегување на пчелата, така да пчелата е купче собрана и не се движи многу. Матицата не е меродавна да работи, веќе почнуваат друштвото да малее и пчелата малее, нема јајца нови и тука друштвото слабее и мора да се истреси на 300 метра растојање за да може матицата, трутоската матица да остане таму. И поново се клават матица млада со која ќе несит и продолжува друштвото да се развива. Имаме многу врсти на сандаци. Јас се работам само со дедемла. Има на 12 рамки, имам и на 10 рамки. Сега модерно е на 10 рамки и полесни за пренос, за транспорт и така полесни за работа. Медот и шеќерот има огромна разлика. Дури некои го нарекуваат дека медот е жива материја, шеќерот е мртва материја. Она што може медот да го направи во никој случај никогаш не може да постигнеме такви ефекти од обичниот шеќер. Потрошувачите треба да знаат дека секој прав мед, секој нормален мед, исправен мед кристализира. Не кристализира само фалсификуван мед. Меѓутоа има разлика во времето на кристализирање, кое зависи од повеќе фактори, значи кристализацијата, зависи најповеќе од културата од кое и еве за пример да кажеме дека од маслена репица кристализира најбрзо за неколку дена до 1 месец, за 20 дена, од багремот кристализира до 1 до 1,5 година, шумскиот мед, меддиката, познато е, тој е потемен, многу бавно кристализира, како резултат на тоа што содржи поголем процент на декстроза. Треба да се знае дека ако се држи на повисока температура, некаде 30, околу 30 степени, 27 до 32-3 степени не кристализира, престанува да кристализира медо на таа температура и во колку се држи на 10 до 15 степени Целзиусови, тој кристализира за кратко време во зависност од што потекнува, од која култура, значи потекнува. Но она што треба да знае потрошувачот е во нешто друго. Не дека кристализира, тоа не треба да биде недостаток на медо, него како ќе го декристализираме. Овде треба да се добро постапува, бидејќи кажавме ние дека има многу вредни материи, има хормони, има многу други и дури и многу научници велат дека има и неоткриени работи во медо кои се забележува нивното позитивно влијание и дејство, меѓутоа се уште не се знае кои се тие. Дури и такви има и покрај се сите други познати кои се познати материи. Меѓутоа сите тие состојки во медот кои се вредни се губат, се уништуваат ако се медот загрее на повисока температура. Значи, да објасниме, не е проблем што е кристализиран медот и тоа не треба да се избегнува тоа, него декристализацијата треба да биде правилна. Или да се консумира таков како што е кристализиран, или пак да се оди на декристализација на медот по пат на подолго време и не по висока температура од 45 до 48 степени.
Понатака, децата треба да го консумират. За децата е многу важен заради тоа што и како енергијска храна, и како антибиотик, но исто така и влијае врз добро окостување на коските, што не е то случај со обичниот шеќер, кој обратно, значи делува на недобар развој на коските, на забите и така натака. Медот го заслужил епитетот еликсир на животот. Тоа пред се должи на неговата голема манифестација на антибактериско дејство и тоа како бактериостатичко, бактерицидно и протозоидно. Се знае дека медот ги убива стрептококите, стафилококите и клепсигелите бактерии, што се јавуваат како предизвикувачи на инфекции и воспаленија кај човекот. Со спектроскопска анализа докажано е дека мешаниот мед содржи 20 до 25 видови различни минерални елементи, како што се калиум, натриум, калциум, магнезиум, железо, бакар, а во помали количини се јавуваат и волфрам, цинк, иридиум, паладиум. Сите овие макро и микроминерални материи се неопходни за животот и здравието на човекот. Кога зборуваме за големото присуство на минерали и други материи во медот, да подсетиме дека има и други прехранбени производи кои исто така се богати со вакви или слични елементи. Иако кај медот се наоѓаат некои други во помали количини, тие се во такви форми што може организмот да ги абсорбира во целина, што не е случај со останатите продукти. По прашањето дали во медот има витамини, долго време кај научниците постоеле спротиставени мислења. Со најновите испитувања, непобитно е докажано нивното присуство. С витамин, рибофлавин, пантотенска и никотинска киселина, тиамин, пиродоксин, витамин К, фолна киселина и биотин. Различноста на количините е разбирлива ако се имаат во вид условите во кои растат растенијата и цветовите од кои го собираат пчелите медот. Инаку познато е значењето на витамините за организмот и за биолошките процеси, што се извршуваат со нивна помош во организмот. Тие се незаменливи биокатализатори во метаболизмот на човекот. Тука е одговорот зошто медот, покрај високите хранливи вредности, помага и во лечењето на разни болести. Освен спомнатите состојки, бе го истакнале и присуството во медот на хормоните, белковините, ацетилхолинот, антибиотиците и фитонцидите. Ваквиот квалитетен состав на органски материи му овозможуваат на медот да биде незаменлива храна за секој човек, независно од возраста. Неговите нутрициски, лековити, кулинарски и други позитивни својства, но овој неповторлив биостимулатор и силен создавач на енергија во човековиот организам, секогаш му овозможувале на медот да биде ценет продукт независно од тоа каде и кога е собран.
Thank you.